Се зголемува криминалот и насилството кои се резултат на омразата што тлее меѓу луѓето. Ова е директна последица на така наречениот говор на омраза кој, за жал, е присутен повеќе од кога и да е. Реплики со омаловажување, навреди и директни закани има речиси во секоја втора комуникација меѓу луѓето, покажале истражувањата. Говорот на омраза е се присутен во секоја пора од човековото, од општеството, да речеме, не само во Република Македонија, туку и пошироко во светот. Значи, не само во медиумите што ги читаме, да речеме, што ги гледаме, меѓутоа вие имате широко и говор на омраза, и дури и криминал од омраза што може да го следиме ако се сеќавате на последните настани во Америка, што се случува на социјалните мрежи. Најчесто говорот на омраза се среќава на интернет порталите и на социјалните мрежи, но оттаму тој многу лесно може да се пренесе и на улица. Кај нас во моментов најприсутен говор на омраза е оној поврзан со националната и политичката припадност, а поради моменталната политичка состојба тој е и најопасен. За вербалната омраза да не ескалира во физичко насилство и криминал, неопходно е спуштање на топката и подигање на личната свест, тврдат експертите. Да подигнеме свеста на студентите, а преку тоа да подигнеме свеста на целото пошироко општество за тоа како треба да се справува и како треба да се постапува во случај кога има говор од омраза, антидискриминација или пак не да Боже криминал од омраза. Инаку, говорот на омраза многу често се затскрива зад слободата на говор, но експертите направиле јасна разлика меѓу овие две нешта. Според нив, се до оној момент додека слободата на еден поединец не го загрози правото на другиот, тоа е слобода на говор. Оној момент кога таа слобода го загрозува правото на другиот на слобода, на човековите права, тогаш тоа е веќе радикален говор на омраза.